она што следува по овие вести е вториот разговор на наша Искра. Заедно со незе е Ана Котевска, средношколка, која што освои прво место на Интернационалната олимпијада по германски јазик. Ана, добро утро. Добро утро и на вам. Искра, ке се сложиш на средношколки, ние сега ќе си направиме тука разговор. Да, на поздрави Ана на германски. Ајде. Ja, guten Morgen alle. Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit, hier anwesend sein zu dürfen. Не знам што да Добро утро на сите, се радувам на можноста, како беше натаму, да бидам овде заедно со вас. Ете, кој знае германски, повелете. Така му доаѓа, да. Ана, добро утро. Добро утро. Прво честитки. Благодарам. За разлика од сите други средношколци кои што веројатно едва чека да се распуштат и да му ја здувнат негде или едноставно да одмораат од училиштето, ете ти имаше работно лето, но се исплатеше затоа што освои златен медал на Интернационална олимпијада по германски јазик, токму во Германија, нормално и сосема логично. Да. Ана, имаме и фотографии од таму, освен што медалот него донесе да го видевме. Требаше, добро, може би на фотографиите ќе го видиме. Но ајде пред самата олимпијада, од каде воопшто желбата, љубовта, страста, не знам како да наречам, кон германскиот јазик? Се се случи некако спонтано, уште од моето рано детство. Јас се интересирав за јазиците, меѓутоа по-конкретно за германскиот јазик. Сметам дека можеби од родителите добив некоја мотивација, затоа што и тие претходно изучуваа, одеа во истиот центар каде што и јас го започнав моето образование. Првиот контакт со германскиот јазик го има во Deutsche Sprache Zentrum, односно Центарот за германски јазик, каде што моја професорка беше наша пријателка Александра Петерска-Пасковска. Многу огромно благодарам затоа што таа ги постави темелите, точно така. Таму ги поставив темелите на моите знаења, први општи знаења за германски јазик и подоцна продолжив нели во основното образование, во многу основни училишта кај нас. Децата ја немаат можноста да започнат уште од прво оделение, меѓутоа кај мене тоа беше спротивниот случај. Значи јас уште од прво оделение го изучувам германскиот јазик, се до 9 оделение, кога се запишав веќе на курс во Гете институт, да искористам приликата и да се заблагодарам на Гете институт, бидејќи без нивната поддршка не би ја имала можноста да учествувам на една таква велелепна манифестација како што е Олимпијадата. Светска. Да, светска, да може да се каже. 3 години веќе сум кај нив, го посетувам институтот, меѓутоа најогромна улога во моите знаења, значи во моето досегашно образование, игра ДСД паралелката. Тоа е односно специјална германска паралелка, каде што се изучува германскиот јазик интензивно, со 6 часа неделно и на вистина нуди многу добри можности за студенти, за ученици како мене, кои што на вистина се трудат да постигнат нешто повеќе во однос на студии понатаму во германско-јазично подрачје и така натаму. Ти си сега во моментов средношколка во гимназијата Јосип Брз Тито. Точно. Да. Колку ти беше лесно, односно тешко, добро еве велиш дека имал кој да те научи, но генерално колку лесно или тешко го совлад германскиот јазик? Па би рекла дека германскиот јазик е прилично логичен, уште од си има ред и дисциплина. Точно така, нема експерименти, така. Единствено тешко е што сите кои што учат германски јазик, кои што го изучуваат како нов странски јазик, втори или трет, се мешаат, навистина има проблем со именките, бидејќи не се во ист род. Единствено тоа е тешко. Инаку германскиот е прилично логичен во однос на синтакса, граматика и сето тоа, и навистина немав некои огромни потешкоти да совладам и граматиката и говорно да се изразам како што треба. Навистина немав никаков проблем. Многу често слушаме некои велат, него сакам германскиот јазик, многу е груб. Што би им рекла на тие? Сигурно си го слушнала и ти тоа, така? Па да, мислам дека тоа се поврзува со стереотипот за германците, затоа што нели ние поради минатото да, можеби, да. Општо е познато дека се тие, еве да речам, погруб народ, ама навистина не е така, значи тие се еден многу топол народ и навистина секаде каде што отидов во Германија ме поздравија со топло добре дојде и германскиот јазик е навистина милозвучен, дури би рекла, доколку не ги следиме стереотипите кои што се поставени од општеството. Ана, не само што ова ти беше прв пат да учествуваш на Олимпијада, туку ова ти беше и прв пат да стапнеш на германско тло. Да, ајде точно. прво пред да стапнеш, како си ја замислувала Германија, да видиме прво претходно, за да видиме после дали ти се исполнило тоа?
Германија, искрено, ја замислав како сива земја, еве може да се каже, земја без боја, без душа, или еве, точно баш така ми беше моето мислење, ми став пред да заминам. Меѓутоа, кога стигнав, сватив дека е навистина обратно, затоа што стереотипите кои што се поставени од светот и од општеството никаква улога не играат во однос на тоа каков е навистина животот во Германија. Како што кажав и претходно, народот е еден топол, гостопримлив. Секаде каде што отидов, навистина беа премногу и културни, на највисоко ниво. А тоа дека германците се точни секаде, тоа е исто така точно. Меѓутоа исто има една смешка, сите се шегуваат што се однесува до германската железничка, бидејќи таа навистина доцни. Меѓутоа, освен тоа, се е како што треба, се е во мислам ред. дека они не знаат што е доцнање во споредба со нашите автобуси. Точно, да. Ако ништо друго, барем ќе стигнат. Така некогаш кај нас може да не стигнат. Ана, колку е важно за да се знае вистински еден јазик, да се познава и културата? Зашто сепак тие се неразделен дел, така? Да, точно. Значи, тоа е неизбежно при учењето на еден јазик, особено доколку сакаме И да стигнеме. обичаите. Да, во секој случај, значи тоа е неизбежно доколку сакаме да се запознаеме со еден јазик на едно повисоко ниво, доколку сакаме да го изучиме, особено доколку сакаме да студираме во таа земја, значи во однос на тој јазик кој што го изучуваме. Јас имав прилика, а и сите ученици во специјалната германска паралелка во Јосип Брз Тито имаат прилика да се запознаат и повеќе со културата, бидејќи не се занимаваме само со германскиот од јазичен аспект, туку и навистина од културолошки аспект. И имаме прилика да изучуваме за нивните, да ги изучуваме празниците, традициите, обичаите, значи традиционални носи, значи се опфатно се изучува како јазикот, така и германската култура. Што значи веќе подкована си стигнала Па да, таму? може да се каже. Сега, како воопшто се стигнува на една ваква јазична олимпијада? Кој беше патот? Предпоставам дека имало нивоа, некои етапи, не може туку така сега се запишав и јутре да тргнам, нели? Да. Значи, германскиот јазик се изучува во 6 нивоа, меѓутоа јас сум сега во, може да се каже, едно од понапредните нивоа, односно B1+, на кај B2 би се оценила самата себе. Тоа е навистина макотрпен процес кој што бара човек да се посвети, навистина да се потруди, да вежба. Исто така важен фактор кој што игра значајна улога е континуитетот, бидејќи јазикот доколку не се учи континуирано се заборава. Да. И до олимпијадата конкретно како се стигнува, значи првично имавме регионален надпревар, каде што доколку се помине во наредната етапа се учествува на државен надпревар и имав прилика заедно со уште едно девојче, Марија Стефановска, поздрав до нејзе, од 9 оделение, да учествуваме на олимпијадата во Германија. Секако за тоа е потребно нели прво место на државен надпревар, кое што подоцна ќе ни донесе многу врати, а и да се вратевме и без место на олимпијадата, навистина државни прваци во германски е огромен успех, како за мене така и за нејзе. Сега кога стигнавте во Германија, таму имало над 100 учесници, така? Точно, 105. 105 од целиот свет кои што стигнале на тој начин, освојувајќи веројатно во својата држава. Да, во нивната држава државен надпревар. Од над 60 земји? Па да, околу 60 на земји дојдоа, некои не можеа од одредени причини, меѓутоа 60 на земји навистина учествуваа на надпреварот и беше навистина многу добро да се доживее едно такво искуство, незаборавно, и дружби, и смеење. Тоа сега прашам, имаше и дружби или често пати како ривали се гледавте па се ги меревте силите? Немав чувство дека се гледаме како ривали, искрено кога стигнав, сите беа пријателски настроени, сите деца беа навистина и културни, воспитани, и се комуницираше на највисоко ниво, немаше никакви навреди. Навистина олимпијадата беше организирана Имаме ние фотографии кои што може додека раскажува Ана да одат? Да, точно, ова е македонскиот штанд наш, ова е од град Гетинген, на националната вечер на олимпијадата имавме можност да ја представиме Македонија во најдобро светло, со тоа што понесовме и знаме. Секако, јас раскажував за главниот град Скопје, додека Марија раскажуваше за Охрид, за бисерите, за филигранот.
Се на Не се треба да прашам дали на представивме. германски зборувавте, Да, секако се точно, подразбира точно, тоа, точно. добро. Да, еве гледаме буквално од цел свет. Да, да. Ана, само да те потпрашам, на која возраст беа учесниците? Од 14 до 17 години. И оваа олимпијада траеше колку време? 7 дена. 7 дена, од 15 до 22 јули се одржа во Гетинген. Сега, самиот надпревар, ова сигурно ти буди сега... Да, со професорката Габриела Темилковска, ето, да. и неа да спомена, Да, значи да, таа ти секако, беше во секако. придружба, така? Да. Како течеше самото надпреварување? Рековме повеќе категории има, така? Да, има Но сигурно повеќе. имало, не знам, што се оценуваше? Устен, испит, писмен, тест, испит, не знам како да ги наречам, кажи ми ти како Да. ги нарекува. Се оценуваше на 3 нивоа. Најслабото беше А2, средно некое ниво е Б1 и најнапредното е Б2. Јас се надпреварував во Б2 категоријата, заедно со други ученици од светот. Имавме 3 дела од Значи, ти освои надпреварот. златен медал во најтешката категорија, Да, всушност. всушност да. Така не делуваш тешка, ама добро тешка категорија си, значи. Па добро, да. Се оценува 2 усни презентации и 1 писмен дел. Писмениот дел вклучуваше многу опширни теми, да речам и покомплицирани теми, што се наистина соодветни за наша возраст. Пишувавме имавме да одбереме повеќе теми во однос на тоа со што би се занимавале, например, музеите, како истражувачка наука, или пак како кој експонат би го сместиле ние во музеот за да привлечеме туристи или општо народ за да дојде или да посети музеи. Понатаму устните презентации вклучува групна активност и групна соработка, да речам, затоа што не се оценуваше само јазично како разговараме, туку и како соработуваме со колегите, еве, да речам. И тоа е тоа, првата презентација, јас премавме... Што се бодуваше најмногу? На што најмногу акцент се фрлеше? Имате евиденција во бодувањето? Да, значи се беше јасно укажано, меѓутоа во Б2 би рекла дека не се оценува само јазичен аспект, тоа секако игра огромна улога, меѓутоа се оценува и како ние размислуваме, затоа што веќе на 17 и 18 години тие очекуваат, како што и сите треба да очекуваат, да сме отворени, да сме позрели, да имаме отворени хоризонти, да размислуваме за нови идеи, да внесуваме, да го променуваме светот на подобро и навистина како би придонесле до подобро општество. Некоја грешкичка имаше, за која што се каеш? Нешто што се рече, како тоа го немаше? Пошто му се освоила златен медал, очигледно не си имала. Не се кам за ништо, освен тоа што можеби требаше уште повеќе да се дружам таму. Премногу деца имаше, навистина не беше возможно сите да ги запознам, 100 деца имаше, меѓутоа да, единствено тоа се кам, што не се дружев повеќе. Па добро, за друго си отишла, друг ти бил планот. Ова сега може би нема врска со ова што ќе те прашам, ама знаеш дека имаше кај нас нели голем скандал со препишувањето. Да. Имаше ли нека можност, дали некој таму помислуваше да препише? Не, никако, тоа е строго забрането. Зна дека ние сме гениалци за препишување, фамилиарно дека знаеме да препишеме. Не само ние, туку и други деца од светот се доста склони кон препишување, меѓутоа никој не помисли на такво нешто. Предпоставам дека не само не остават на вас да помислите, туку дека некако беше решено тоа да не се препишува, па да еве да препишеме ние како да не се препишува од германците. Ни дозволија само да донесеме еден лист каде што ќе запишуваме забелешки и некои зборче, меѓутоа не цели фрази. И тоа беше во ред, затоа што сепак ние требаше да ги искажеме своите идеи, не само јазично да се истакнеме на писмениот дел, но тоа не го сметат како препишување, туку како давање можност по-добро да се истакнеме и по-добро, појасно да го искажеме нашиот став. Добро, ама препишуваш сама од себе фактички. Па да. Дали беа дозволени мобилни било каква техника? Не. Да, ете, значи како да не се препишува. Да. Ана, сега имаш право и да одмориш малку летово, предпоставувам. Ќе одмориш? Па да, па дури сега започнува распустот, вистинскиот распуст. Почнува. Што планираш за година? Со ова нема да застанеш? Да, секако. Веќе имаш некои планови понатаму?
Во иднина планирам да студирам на германскојазично подрачје, дали е тоа Германија, Швајцарија или Австрија, се уште не сум се одлучила, меѓутоа секако доаѓа во обзир да се студира на германско тло или еве може да се каже на австриско тло. Се интересирам повеќе за економија, бизнис менеджмент, па можеби ќе си го најдам патот таму. Секако има прилика, има можност да се вратам тука. Не е задолжително дека ќе останам таму. Меѓутоа, сепак сакам да се едуцираш, па после ќе видиш, така. Сепак сакам да го доживам тоа ново искуство, бидејќи не е исто тука и не е исто таму. Таму сум самостојна, мора сама да се снајдам и нели јазично да се подобрам. Кажи ми за самиот крај, само уште ме интересираат реакциите на твоето семејство, нормално ми се сосема јасни, реакциите на наставниците и на соучениците. Мојата менторка, професорката Кристина Клијафа Трпеска, еве ја поздравувам, навистина беше среќна, секаде постираше на социјалните мрежи, ме објави. И навистина ми укаже едни искрени честитки за понатаму. Исто така мојата фамилија и пријателите ми укажа едно срдечно добре дојде кога се вратив. И навистина многу се израдував просто кога ги видав, затоа што по 7 дена се зажелив да ги видам. Ми фалеа просто едноставно. И така, тоа е тоа. Добре, и гимназијата Јосип Брз Тито треба се гордее што имаат Олимпика. Да, во точно. Ана, многу ти благодарам, ти посакувам многу успех и те очекувам повторно овде во студиото со нови следниот пат и медалот да го видам. Да го допрам барем ако ништо друго. Треба. Ти благодарам, Ана. Ирина? Благодарам за учеството во нашата емисија. Ана, ти посакувам многу успех и посакувам, иако одиш да студираш надвор од нашата земја, на германско тло, како што кажа. За да се врати, не за да остане. Да се вратиш овде, бидејќи вакви млади и успешни и надежни деца ни се навистина млади луѓе, ќе кажам, не деца, се извинувам, ни се потребни многу на оваа наша земја. Благодарам уште еднаш и многу успех ти посакувам, ако може да се одјавите на германски уште еднашка. А Искра да ни преведе, а? Ja, Ајде, да го прати микрофонот прво, да. Vielen Dank für die Einladung und ich Многу ви hoffe, благодарам за поканата dass wir bald wiedersehen werden. и се надам дека повторно наскоро ќе се видиме. Ќе се видиме. Ете така. Благодарам уште еднаш, многу успех посакувам во идни